Последните 40 на минути од Македонија наутро ги посветуваме на тема музика. Убава музика, еве како почнуваме. Имено во рамки на манифестацијата Есенски музички свечености на 21 ноември во Музеот на македонска борба гудачкиот квартет на Пламенка Трајковска ќе одржи концерт символично насловен Балканско патување. Што се ќе може да се слушне, дознаваме од Симона во третото линковско вклучување. Симона, информациите се кај вас. Благодарам, Кристина. Токму така, од четврток на 21 ноември ќе се случи Балканска приказна, односно ќе има концерт кој ќе се одржи во Музеот на македонската борба, од каде што е и нашето вклучување денеска. За сите детали во однос на програмата, инспирацијата за една ваква Балканска приказна ќе дознаеме од Пламенка Трајковска, која што ќе биде дел од секако концертот, па ќе ни открие многу повеќе за што се може да очекува публиката. Пламенка, ви благодарам за одвоеното време. Добро утро, Симона. Добро утро за гледачите на македонската телевизија. Навистина ми е многу драго што можеме да го најавиме нашиот концерт, што ќе биде во четврток, овдека во Музеот на македонската борба. Концертот е со наслов Балканско патување, каде што ќе отсвириме композиции кои што ги најдовме на нашите балкански простори. Основната идеја потекна од документарниот филм чија е оваа песна, каде што се обработува музичката тема Ајде девојче, меѓутоа таа музичка тема практично ја наоѓаме насекаде низ балканските земји. Секаде истата песна има различен наслов, меѓутоа мелодиската линија е вистински препознатлива. Оттаму практично јас направив и дополнително музичко истражување дали и какви композиции има на балканските простори кои што на некој начин споделуваат заедничка мелодиска линија, заедничка ритмичка структура. И навистина верувајте дека практично има голем број на такви композиции и го земавме предизвикот дека сите овие композиции ќе ги аранжирам за гудечки квартет, каде што музичките теми ќе бидат изведувани без текст. На програмата се навистина 14 вакви композиции, кои што се од нашите соседни земји, нормално од Македонија. Морам да истакнам дека и во изминатите години многу често имавме можност да настапиме за амбасадите од соседните земји, па и од другите амбасади и како гудечки квартет бевме замолени да обработиме неколку композиции точно од земјата за која што амбасада настапувавме, така што ете и такви композиции ќе бидат дел на нашиот концерт. Сите ова на некој начин ќе биде убаво спакувано за самата публика, меѓутоа сметам дека е важно да се спомене за сите оние кои што се слободни во четврток од 20 часот, дека билетите, односно нема билети, влезот е слободен, што веројатно и тоа дополнително ќе биде мотив за да имате голем број публика. Така е. Значи, организаторите на овој концерт е во рамките на Есенски музички свечености и организаторот одлучи дека за концертот нема да има влезници, па ете така ги покануваме гледачите да си поминат убаво време со балканска музика во четврток. Предпоставувам дека веќе во текста и последните подготовки, односно дека ги завршувате и финалните проби, па еве што е она што вие како оркестар го очекувате за во четврток, каква атмосфера ќе владае во Музеот на македонска борба и на некој начин со што ќе се одбележи почетокот на самиот концерт? Во гудачкиот квартет, освен јас, учествува Милена Гиевска, Љубица Бошковска и Александра Јаневска на виолончело и навистина сме во последните подготовки за нашиот концерт. Ке сакаме да ги поканиме нашата публика, да ги поведеме на едно балканско патување, каде што нема да го постават прашањето чија е оваа песна, односно од каде е оваа песна, туку едноставно да уживаат во мирисите, во боите, во нијансите на балканската музика. Навистина споделуваме многу нешта културолошки, историски и сето тоа верувате дека се надеваме дека ќе го преточиме во едно навистина ексклузивно музичко доживување.
што ќе биде одлично искуство, а и целосно балканско патување, како што е самиот наслов. Фламенка, ви благодарам за одвоеното време и ви посакувам многу среќа за во четврток. Благодарам за поддршката, повелете на концерт. Благодарам уште еднаш, тоа беше разговорот со Пламенка Трајковска, со која што го најавивме концертот кој што ќе се случи на 21 ноември со почеток од 20 часот во Музеот на македонска борба, односно балканско патување, така што тоа ќе биде одлично музичко искуство за публиката, со што ќе може да уживаат во сите балкански призвуци изведени од овој квартет.